Za tebe boli duša ta, pusta i pečalbarska, naša klika sudbina. Po amanetu staveno, s ovekom si gradeno, ko Božji blagoslov si dadeno. So tebe se gordeme, za tebe pesni peme. Ej moje oreše, moje rodno ognjište. Tamo srce ostana, gore kaj planina ta, tamo kaj što porasna. Tamo gore livada, tamo podda utica, manastir Sveti Đorđija. Po amanetu staveno, s ovekom si gradeno, ko Božji blagoslov si dadeno. So tebe se gordeme, za tebe pesmi teme. Ej moje oreše, moje rodno ognjište. Ako je potrebno šitni ispijem odmah automatski. Samo da nese blagim nogu. Ti mi dane me slimuće. Odmah. Ajde izrećem. Pravime prijem gorke kapljenja. Napravi se jednu su 10. Ja mi se napravi se jednu. Ono, tako da kažem. Vam kao bez sve. Kažite, što da kažem, ne bude svoje. Dobro da nam Ovdje zašto? Ovo je na odmorić. Ne, ovdje je. Gledaj mene da me fati. Mišo, Ima zvuk? a me molim te da ti go snime zarado, te ličat, kaži sad te... Ima zvuk, ljubitelj. I da samo posmatraju kako snimaju profesionalno. Oblisko ako to mogu staviti. Ne, gleda neka tiče. Znamo da je. A dole je sve. Iz Dumiva. Ej, tu je puri oči.
Богомила господин Тодор Ѓорѓиевски, кој даде и тој голем принос за изградата на патот. Ве поздравувам сите присутни, добре дојдени тука на местото кај манастирот Свети Ѓорѓија и нашите граѓани на село Ореше. И сте добро дојдени. Му давам збор на господин да го разгледам својата место да каже нешто. Поздравам сите овде присутни. А воедно и да заблагодарам на поканата еве денес да бидам заедно со сите вас, да го чувствувам радоста што верувам ја чувствувате сите по повод пробивањето на новиот пат од селото Ореше овде до манастирот Свети Ѓорѓи. При ова прилика навистина нема потреба од многу зборување, зашто овде делата зборуваат, а тоа дело е денес овој ново пробиен пат во должина од над 3,5 скоро 4 километри од манастирот, односно од селото до овде. А тоа дело зборува за еден човек кој пред 30 на години или може би воопшто не живеел од ова село, ако напуштил, но толку години го носи во себе овај свој роден крај, ја носи оваа прекрасна околина во која обстојува со векови овој манастир овде. А тоа е господинот Мите, кој вложил свој лични средства токму да го пробие овој пат и да го олесне, би рекол, доаѓањето и враќањето на сите оние што сакаат да дојдат до прекрасна планина. Големи се оние луѓе што навистина не го забораваат својот роден крај, без разлика каде отишле и што постигнале во животот. Големината е во тоа да не заборават од каде се, чии корења носат во себе и на кој крај му припаѓаат. Мите се родил во Скопје, таму живее, но мислам дека најпријатно се чувствува токму во ова орешка питомина на овие планети. Го поздравувам ова негово дело и дај Боже да го следат сите оние што можат неговиот пример, а и тој да продолжи да помага таму каде што треба и тогаш кога ќе може. Браво! Браво! Hajmo naprijed! Ajde, gospodin, bite više. Вас ве поздравувам и пожелувам и други успеси и понатамошни годни успеси за ова село, за што повише да може да се развие. Немам што да ви кажам друго, ви пожелувам све најубаво. Hvala i Bog. Bravo, gospodine, na vašem slovu. Bravo. Сакам уште да му дадам збор на господин градоначалникот од Ново Фрминато. Да се заблагодарам на поканата исто на местна заедница Ореше. За мене е стварно денеска денов многу битен што прв пат вака во мојата општина се прави на акција многу успешна. Да се заблагодарам на граѓателите што од многу брзо време го направиле пат и на спонзорот. Ево да ја поздравам и да ја пожелам се пријатно што може се чудека. Bravo, gospodine načalniče, Allah vam je. Фала ви на сите што присуствувавте денеска тука во оваа местна заедница во село Ореше и ми се чини и поново ќе се собереме пак на ова исто место. Благодарам, gospodine predsjedniče, na hvalbata vaša i na gradonačalnikot od Bogomila. Teški se kopnežite, teški se razdelbite, ko mračni sliki se predom
pečata, pusta i pečalbarska, naša klika sudbina. Po aman je to staveno, s ovekom i si gradeno,